Значи, живееме во заробено општество. Општеството е заробено од големиот капитал и од центрите на моќ. Центрите на моќ се поврзани со политичката моќ, односно со политичките партии. Тие политички партии и центрите на моќ ги прават луѓето сиромашни, угнетени и уценети. Ги уценуваат да им слугуваат. На такви граѓани наидов јас при наблюдување на изборниот процес на 15.10.2017 година, на прошлите парламентарни избори. Таквите луѓе, по наредба од партијата, седеа во автомобилите и стоја надвор од нив и запишува податоци. Тоа е моја предпоставка, ама најверојатно запишувале податоци на гласачи, кои гласачи биле на гласачко место, за да знаат кои гласачи не биле на гласачкото место, за да извршат притисок врз нив, па и тие да дојдат и да гласаат. Таквото случување јас го евидентирав во улога на граѓански новинар, зашто имам и сертификат добиен од невладината организација Цивил. Евидентирајќи го настанот, јас најдов на закани. Јас најдов на вербални закани и на закани со физичка расправа од истите тие лица. Јас ги фотографирав и лицата и сето тоа го пријавив до полицајката која што сега се смета себе си за оштетена. Таа не постапуваше по моето барање, барем да ги легитимира лицата, за да знам кои се, за да покренам против нив постапка, затоа што ме навредувале и ми се заканиле со физичка расправа. И ја понудив мојата лична карта. А таа ги запише само моите податоци. Податоците од овие луѓе кои што учествуваат, кои што ми дофрла навреди и закани, не ги запиша. Значи не постапуваше како што го објаснува тоа службата нејзина. Не изврши функцијата полицаец. Имајќи го тоа пред мене да се случува, јас ја фотографирав и полицајката, за да утврдам, за да документирам дека таа стои до истите тие луѓе што упатуваа навреди до мене и не постапува. Сега, во судска постапка, сакам да докажам што се случувало тој ден и сакам да ја објаснам и докажам мојата мотивација. Зашто сум го направил тоа? Затоа што е сулудо, глупо и ненормално, се извинувам за овие зборови што ги кажувам, е обвинението да ме терети дека јас таму сум отишол само да ја фотографирам полицајката и само заради таа работа и сум се вратил дома и да ја објавам на Facebook. Тоа треба да се гледа во контекст, фотографирањето на полицајката треба да се гледа во контекст на целиот настан. Значи, барам праведно судење и што е најважно, професионално судење. Значи, да се земат сите факти, сите доводи, сите аргументи и да се извагаат. Дали бранењето на јавниот интерес било поважно од тоа што полицајката се смета оштетена затоа што нејзина фотографија се појавила во јавноста. Инаку, тоа што е евидентирано на таа фотографија, физиономијата на полицајката, може да се види секој ден. Таа со таа физиономија излегува во град. Таа со таа физиономија оди на работа. Таа со таа физиономија правила фотографии, кои што фотографии се некаде јавно изложени. Дали на табло од матурско табло, дали при завршување на обука за полицаец. Тоа не е тајна информација, некаква тајен личен податок, кој што јас сум го издал, па таа да претрпи некаква штета. Таа не претрпи никаква штета. Штетата е нанесена на мене, затоа што јас морам да се бранам во ова судска постапка и да докажувам дека сум невин. Да трошам и време и енергија. Виновните се на слобода. Виновните што го предизвика ова, дури самите виновни не се тие искористени луѓе што ги видов јас во колите. Виновниците се тие што наложиле овие луѓе да седат во колите и да попишуваат други такви маргинализирани и уценети луѓе. Инаку, новинарството не е криминал. Новинарството е професија која што му помага на општеството да се управува подобро.
Јасно. Ова е фотографија што ја направив јас од луѓето што седеа внатре во колите и во рацете држат списоци. Зошто би се наоѓале тие на денот на изборите во коли токму пред избирачкото место и зошто би држеле списоци во раце и би бележеле нешто со пенкало, гледајќи спрема избирачкото место. За ова фотографија сум теретен, при што полицајката, која што сега се смета за оштетена, му ја дава мојата лична карта на друго цивилно лице, што исто така е злоупотреба на службената должност. Полицајката би требало да биде доволно способена и самата да извршува таа работа, а не да бара помош од некој друг. На фотографиите се забележени луѓе што се кријат од објективот, на кои што им е срам за тоа што таму се наоѓаат, но ним им е наложено тоа да го прават. Тоа се тие угнетени и искористени луѓе. Еве го свртен со грб. И во сите фотографии се кријат луѓето. Тоа е тоа. Благодарам.